Добар ден, почитувани, следуваат минутите резервирани за најновата Телма амбуланта. Денешната емисија ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Во претходните 45 минути ќе добиете појаснувања што се тоа аритмии, на каков начин се дијагностицираат и лекуваат. Доцент доктор Милка Клинчова, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник е нашата денешна гостинка, која што ќе ја вклучиме преку интернет во емисијата. Добар ден и добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, благодарам за поканата. Често можеме да слушнеме како некој вели дека чувствува како срцето да ќе му излезе од градито што брзо чука или пак дека му прескокнува срцето. Дали овие примери ја опишуваат аритмијата или не? Да, токму така. Аритмиите може да се појават како неправилна работа на срцето, која може да биде брза или бавна. При тоа, прескокнувањето на срцето, пациентите го чувствуваат како еден удар, потоа срцето прави пауза. Тоа е голема хетерогена група за тахикардии или брадихардии, значи за брзана или забавена работа на срцето, во која што пациентите може да имаат симптоми, меѓутоа може да бидат и сосема асимптоматски. Кога имаат симптоми, што чувствуваат докторке? Ако имаат тахикардија, значи доколку пулсот е над 100 во минута, тогаш чувствуваат забрзана срцева работа, односно срцебиење, или пак имаат вртоглавица, дури може да се случи и губиток на свеста. Се зависи од тоа дали е тахикардијата од бениген или малиген карактер. Наликува тоа на паничен напад? Дали наликува на паничен напад? Може ли да се поврзе со паничен напад? Па паничниот напад може да биде проследен со тахикардија, меѓутоа таму основата е друга, прво е паничниот атак, па после тоа е тахикардијата. Меѓутоа самата тахикардија може да предизвика вознемиреност. И таа вознемиреност всушност и како срцето да ќе излезе од гради ги носи пациентите на доктор. Меѓутоа нема правило, некогаш срцебиењето е големо, вознемиреноста, нели, стравот е голем, а при тоа тахикардијата не е опасна. А некогаш се шетаат со денови со опасни тахикардии, не ги чувствуваат и потоа доаѓаат случајно на преглед и ние гледаме дека има малигна, односно вентрикуларна тахикардија. Така да секогаш симптомите не корелираат со тежината на аритмијата. Некогаш може да има силни симптоми, а незначајна аритмија, а понекогаш е обратно, немаат некои симптоми, а имаат сериозни аритмии. Ова значи дека постојат различни видови на аритмии? Да, тоа е една голема група на дијагнози. Постојат, значи од тахикардиите ќе збориме за оние кај што пулсот е над 100 во минута, може да биде тахикардија со тесен QRS комплекс, ние го викаме и со широк QRS комплекс, со тоа што само од една од тесен QRS комплекс ги има околу 10 до 20 дијагнози, со широк QRS се за среќа помалку, меѓутоа тие се и клинички многу посериозни, дури со можен летален исход. Самите тахикардии, значи основната, да кажеме, обичната тахикардија е синус тахикардија. Тоа е тахикардија која што се јавува поради заболување, да кажеме, надвор од срцето. Значи страв, психички стрес, физички напор, проблеми со штитна жлезда, температура, инфекција, дијабетес мелитус кој што има пореметување на автономен систем, значи малигнитети, бенигни тумори, исто така. Значи тоа е една голема група на заболувања надвор од срцето кои што влијаат на срцето и тоа за да искомпензира, започнува побрзо да работи. Оваа синус тахикардија е, да кажеме, најбенигната, произлегува од синуатријалниот чвор, од каде што нормално се излекуваат електричните импулси на срцето и обично се третира со третирање на основната причина која довела до тахикардијата, доколку е дехидратација, рехидратација, доколку е стрес, да се регулира стресот и или пак некоја друга основно заболување. Така, повелете.
Освен оваа синус тахикардија, постојат, ви кажав, 10 до 20 други атриални фибрилации, атриален флатер, значи тоа се тахикардии со правилен, без правилен ритм, може да бидат и пароксизмални, ние ги викаме суправентрикуларни тахикардии, каде што нагло почнува и нагло завршува. Пациентот многу е битно анамнестички да даде податок како почнува и како завршува тахикардијата. Ако почне нагло и заврши нагло, тоа имаме тахикардија со тесен QRS, најверојатно се работи за токму таа пароксизмална суправентрикуларна. Тоа се луѓе кои што се со генетска предиспозиција за оваа тахикардија и само прашање на време кога ќе добијат таа тахикардија. Ги има повеќе видови, тоа се обично риентри тахикардии, атриовентрикуларна нодална риентри, атриовентрикуларна риентри тахикардија. Потоа постојат атриални тахикардии, значи самите тахикардии понекогаш е многу тешко да се диагностицираат, меѓутоа чисто за јавноста е потребно да се знае дека најчесто тие што се со тесен QRS комплекс се од добра природа, пациентот ќе го вознемират, меѓутоа се од бениген карактер, смртноста е исклучително мала, за разлика од оние со широк QRS, каде што треба поголемо внимание. Важно е да се види дали се од вентрикуларна тахикардија, фибрилација или пак е некоја обична суправентрикуларна, меѓутоа има аберантен пат на спроведување на импулсите и поради тоа изгледа како широк. Така да ова е една голема сериозна тема, која што е нели секојдневие. Меѓутоа е многу важна, бидејќи самите тахикардии некогаш се од бениген карактер, меѓутоа некогаш може да доведе до губиток на свеста и тоа да биде нели и на крај со летален исход. А дали аритмиите се карактеристични за одредена возрастна група или пак може да се јават на секоја возраст? Тие може да се јават на секоја возраст. Доколку има генетска предиспозиција, тогаш може да се јават уште во детска возраст. Повеќето деца велат дека имаат аритми, но не се опасни. Зависи кој. Треба да се направат диагностички методи и да се види за кој точно тип станува збор. Доколку станува пореметување на каналите, тогаш тие се малку поопасни, потребни се дури лекови да се пијат, значи све зависи од тоа кој тип е. Доколку е некоја возбуда, па синус тахикардија, малку поактивен автономен нервен систем, тогаш тоа не е страшно. Меѓутоа, доколку станува збор за генетски пореметувања, тогаш треба многу сериозен пристап. Потребни се и електрофизиолошки студии и аблација. Така, а што е ке повозрастните? Па како старееме, така се добиваат поголема шанса за добивање на аритмии кои што се од други болести. Како старееме, така се зголемува шансата за добивање на атриална фибрилација. Тој процент се зголемува, како се зголемува декадата и како се зголемуваат ризик факторите за настанок на оваа атриална фибрилација. Значи, тука се притисок, масноти, шеќерна болест, дебелината и пак ќе напоменам генетската предиспозиција. Со тоа што најчестата аритмија кај возрастните луѓе е атриалната фибрилација. Атриалната фибрилација е карактеристична по тоа што го зголемува ризикот од мозочен удар и од срцева слабост. Тоа се две големи компликации од оваа тахикардија. Потоа, пароксизмалната, јас ќе се наврата малку на генетските, кај млади луѓе, кои што се на 20 година, 30 година се појавуваат тие пароксизмални суправентрикуларни тахикардии, почесто кај жените, и тоа обично иде и во фамилии, и они после првата, втората атака, кога ќе се диагностицира тахикардијата, веќе знаат кој е проблемот и тогаш постојат дури начини да дома со некои конзервативни методи успеат да ја сузбијат тахикардијата, доколку не тогаш се јавуваат на доктор. Меѓутоа, како старееме веќе после 40-та, 50-та година, се повеќе се јавуваат овие стекнати тахикардии од типот атриална фибрилација, флатер и после тоа малигните тахикардии. А докторке, дали може некогаш и некоја наша бенигна навика како што е
пиење во кафе во поголеми количини или пак пушење цигари да доведе до аритмија? Да, апсолутно. Иако пушењето цигари не е баш така бенигна навика, може да биде опасна по здравието. Тоа е многу штетна навика. Цигарите, кофеинот, метилксантините, тоа значи тука и црниот и зелениот чај, енергетските пијалоци, кока-колата, сите тие стимулираат срцева работа и доведуваат до тахикардија. Најчесто се тоа синус тахикардија, меѓутоа доколку некој е предиспониран на, да речеме, суправентрикуларна тахикардија, ќе ја испровоцира суправентрикуларната тахикардија. Така да сето ова што го набројав треба да биде сведено на минимум. Цигари не смеат да се пушат, се многу штетни по здравието, меѓутоа кафе може 1 до 2. А другото, енергетските пијалици се многу штетни за срцето и крвните садови, потоа кока-колата исто така, за жал. Може меѓутоа некоја една чашка и тоа да биде ретко. Споменавте дека покачениот крвен притисок, маснотиите во крвта, сето тоа може да доведе до аритмии. Што се случува со крвните садови? Дали атеросклерозата води до ваков проблем или пак не? Позадината е нешто друго. Да, сите овие притисок, масноти и диабет водат до забрзан процес на атеросклерозата. Ние како што се раѓаме, така започнува процесот на атеросклероза. Дали процесот ќе биде побавен или побрз, зависи од нашиот животен стил. Односно, дали придонесуваме во забрзување на таа атеросклероза. Притисокот ја доведува до атеросклероза, хиперлипидемијата, зголемените масноти во крвта и шеќерната болест. Тоа се 3 основни фактори кои водат до атеросклероза. Самата атеросклероза ги запушува крвните садови, а хипоксијата, односно недостатокот на кислород во срцето, еден од стимулансите за развој на тахикардија, односно за исхемија. Може тука да бидат и брадикардија на друга група, кога пулсот е под 60. Така, кога е забавена работата на срцето. Да ги поканиме и гледачите да се вклучат во Телма амбуланта со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број кој што верувам дека веќе ви е добро познат. На него може да се јавите, да се вклучите во програма. Одговор на прашањата ќе добиете од доцент доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог во Жан Митрев клиник. Докторке, како се диагностицираат аритмиите? Дали е тоа комплексно? Бидејќи некогаш луѓето велат, чувствував, ми пририпуваше срцето, но отидов на ЕКГ, ЕКГ-то ништо не покажа. Може ли да не се забележи на првиот преглед аритмијата? Може. Тоа е за жал многу често. Пациентите имаат симптоми, кога ќе дојдат на доктор, немаат никаков испад во ЕКГ записот. Електрокардиографијата или ЕКГ-то е основната диагностичка метода за диагностицирање на аритмии од било кој карактер. Битно е да доколку пациентот има срцебиење во моментот кога го чувствува симптомот, веднаш направи ЕКГ во најблиската амбуланта. На најблиското место, за да некогаш тие траат толку кратко да навистина нема време ни да се стигне до амбуланта. Меѓутоа, доколку можат, тоа е најверодостојно ЕКГ. Вториот начин е да направиме ЕКГ, меѓутоа во тек на 24 часа. Тоа значи имаме носење на холтер со електроди, се носи 24 часа, пациентот нормално функционира, си оди дома, работи, се движи и потоа гледаме правиме компарација помеѓу физичката активност и ЕКГ записот. Доколку и така не најдеме никаков пореметување, тогаш е сериозна работата, има губитоци на свет, се гледа дека се претпоставува дека има промени сериозни. Постои можност за implantable loop recorder, тоа се мали подкожни
електроди кои што се стават и кои постојано го мониторираат срцето и доколку пациентот почувствува дека има срцебиење, може ретроградно да дојде и да се види што се случило во тој период. Тоа се обично електродички кои што стојат 3 години од прилика и во тој период од 3 години би требало да го диагностицираме пациентот. Значи, понекогаш е навистина сложено да се постави диагноза. Што е со оние пациенти кои што не чувствуваат симптоми на аритмија? Како се открива во нивниот случај проблемот? Случајно? Во тој Да, тоа најчесто е случајно. Тие доаѓаат од било која причина на доктор и тогаш или на ЕКГ или на ЕКГ холтер се диагностицираат. Меѓутоа, ние секогаш размислуваме кои пациенти се и поподложни на аритмии. Значи, пациенти со коронарна болест, со исхемична дилатативна кардиомиопатија, односно со срцева слабост, тие се поподложни на аритмии. И поради тоа, ние ги осеќаме кога дали имаат тегоби, повремено прескокнување, така да повремено правење на тие холтери доста ни помага во проценка на тоа каква е срцевата функција, нели, на пациентот и дали е изложен на поголем ризик. Бидејќи особено кога имаме исхемија, недостаток на кислород и лузна од инфаркт, на местото кај што е гранично помеѓу здравото и болното ткиво, кај што е фиброзата, во тој период, во тој дел е поранлив и од тука може да излезат дури и опасни вентрикуларни тахикардии. Така да со таквите пациенти секогаш внимаваме и правиме почести испитувања. Доктор Клинчов, имаме гледач кој што сака да се вклучи во Телма амбуланта со прашање, да му дадеме можност да го направи тоа. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и поздрав до докторката. Благодарам. Јас моментално имам брадикардија. Така? Сум имала повеќе пати, меѓутоа сега завршив во болница. Така? Пулсот ми беше 40. Таму го санираа тоа, ми дадоја аминокордин таблети, кои што ги пијам 2 пати дено. Сега моментално пулсот ми е 70 и 7 се движи 70. Имав, значи, пред да појдам на болница, гадење, омалаксаност. Така, имавте симптоми. Такво чувство. Да. Да, добро. И сега предпоставам дека прашањето ви е дали можува да се повтори? Бидејќи ви е ставено под контрола со лековите? Добро. И што понатаму? Ви благодарам за вклучувањето во програма. Благодарам и вас. Пријатно. Докторке, можевте ли да го слушнете прашањето? Од она што сватив, пациентката имала брадикардија. Брадикардија, така. Пулсот е бил 40. Потоа е дадена терапија. Да, меѓутоа таа терапија, јас колку што слушнав амиокордин, меѓутоа сигурно не е амиокордин, веројатно е аминофилин, бидејќи амиокординот уште повеќе ја забавува срцевата работа. Нас ни треба обратно, нас ни треба нешто што ќе ја зголеми. И тоа е аминофилин. Во ред треба да се види која е причината за оваа брадикардија. Дали е јатрогена, тоа значи дали е предизвикана од лекови. Доколку не е предизвикана од лекови, тогаш треба да се направи коронарографија, треба да се испитаат крвните садови во срцето, особено десната коронарна артерија, треба да се види зошто се јавила ова брадикардија. Дали, освен тоа, треба да се направи ЕКГ холтер, да се види дали има блок во срцето, затоа што тие блокови исто така знаат да ја забават срцевата фреквенција. Значи, овие две испитувања, ЕКГ холтер и коронарографија, би требало да се направат доколку не е брадикардијата предизвикана од преголема доза на лекови. Така, значи има и одредени лекарства кои што може да предизвикаат забавување на работата на срцето.
Секојдневни се тие, докторке? Да, тоа е секојдневно. Ние во секојдневната пракса сите лекови што ги даваме за тахикардија, нели, кога е забрзан пулсот, целта им е да го намалат пулсот. Меѓутоа, понекогаш толку многу ќе се намали да веќе одиме во другата крајност, односно во брадикардија. И тогаш ќе се намалат лековите. Кога треба да се јавиме на лекар? Дали доколку почувствуваме еднаш дека срцето ни прескокнало или пак имало забрзана фреквенција, забрзана работа? Дали веднаш треба да направиме кардиолошки преглед? Или тоа треба да се повторува за да се загрижиме? У принцип би требало да се направи кардиолошки преглед, што е можно побрзо штом се појават првите симптоми, затоа што никогаш не знаеме дали тоа што го чувствуваме само тоа или има уште нешто повеќе. Така да кардиолошки преглед тој не е опасен, но има ЕКГ, има ехокардиографија, тоа се методи, рутински методи кои што немаат никакво зрачење, тоа се неинвазивни испитувања, така да еден основен кардиолошки преглед со ехокардиографија би требало да се направи. Причина понекогаш овие прескокнувања се како резултат на вродени или стекнати срцеви маани. Така да ехокардиографијата треба да биде составен дел во дијагностицирањето на аритмиите. Некогаш се органски, штом се органската причина реши, тогаш се повлекува и тахикардијата. Или брадикардијата. Така. Имам уште еден гледач кој што ќе го вклучиме во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Видите, јас кога шетам, значи без некој напор, значи кога шетам да речем по улица одам, значи пешачам, кога пешачам, ме слушате? Да, ве слушаме, да. Кога шетате без некој посебен напор, имате некаков проблем, за што се работи? 115, пулсот ми е 115. Добро. Кога седам дома, пулсот ми е 90, 87, кога така, ноќе кога се будам, 73. Кој е правилот пулс? Кој треба да биде правилот пулс на срцето, да кажеме дали е во ред, не е во ред и тие работи? Добро. Ви благодарам за прашањето. Ова е едно интересно прашање, докторке. Како се мери пулс? Кој пулс е всушност правилен, како што праша гледачот? Кога се движиме, кога седиме, кога мируваме или пак кога ќе се разбудиме или пак во сон? Така, нормалната срцева фреквенција на здрава индивидуа е од 60 до 100 отчукувања во минута. При напор, нормално е пулсот да се зголеми и така треба. Со тоа што при движење може да се зголеми, максималната срцева фреквенција е 220 минус возраст. Така да секој може да си присмета која е максималната срцева фреквенција за него. Така. Во спиење фреквенцијата би требало да биде пониска и треба да биде некаде 50-60. Може да падне слободно и до 40, во спиење тоа не е ништо страшно. Меѓутоа да не биде под 35, тогаш веќе е индикација друга за пейсмейкер. Гледачот има 115 во движење, колку што сватив 90 во седење и 70 ноќно време. Малку е побрз, доколку во седење му е 90 пулсот, малку е побрз. Меѓутоа тоа се индивидуално, се зависи колку е автономниот нервен систем активен. Доколку му е симпатикусот поактивен, тогаш ќе има побрза срцева фреквенција. Доколку е синус ритм, ништо страшно, тоа не е, тоа е сосема нормална реакција на напор да се зголеми пулсот или во спиење да се намали. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Поздрав до вас и поздрав до докторката. Ви благодарам. Имам прашање за докторката. Имам утврдена диагноза суправентикуларна тахикардија. Ми е правено електрофизиолошка студија, но бев многу дехидрирана и ништо од тоа не се направи. Сега взимам глоксан, взимам амиодароне и за притисокот трикапин 20. Но во последно време многу се замарам. На 5 метри и више повеќе не можем да одам.
Лабораториската слика сега пред 7 месеци ја правев, немав ни мрсноти и никакви покачувања. Беше окей лабораториската слика, а јас немам никаква сила и повремено ми се јавува несвестици. Па моето прашање е до докторката што може да биде причина и што понатаму. Така, ви благодарам за интересот да се вклучите во Телма амбуланта. Пријатно. Повелете, докторке. Колку што разбрав, господјата има суправентрикуларна, пароксизмална суправентрикуларна, направена бил обид за аблација, меѓутоа бил неуспешен, лековите биле тргнати, меѓутоа сега таа се замара на мал напор. Симптомите, суправентрикуларна тахикардија, кога ќе се јави, таа дава тогаш симптоми. Во останатиот период од срцето работи сосема нормално. Така да овој замор и гушење предпоставувам дека не е од тахикардијата, туку е од нешто друго. Тоа може да биде од срце, би требало да се направи кардиолошки преглед, ехо на срце обавезно и да се види што е понатаму. Од тахикардијата, само во моментот кога има тахикардијата се симптомите. Така, значи преморот, еден таков хроничен премор не би можел да биде поврзан директно со тахикардија. Докторке, се јавуваат ли главоболки од тахикардија? Може ли главата да боли? Па може, меѓутоа најчесто се срцебиење вртоглавица. Доколку е низок притисокот, значи имаме тахикардија со вртоглавица, со низок крвен притисок, тогаш се јавува вртоглавица, може и главоболка, меѓутоа тие се поретки. Така, ајде да погледнеме тука еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешната Телма амбуланта. За аритмиите денеска во Телма амбуланта зборуваме со доцент доктор Милка Клинчева, специјалист интернист, субспецијалист кардиолог во Жан Митрев клиник. Докторке, дали е секогаш неопходно да се лекува аритмијата откако ќе биде диагностицирана? Доколку е симптоматска, зависи од типот на аритмијата, меѓутоа доколку е симптоматска, да скоро секогаш треба да се лекува. Но ние обични прескокнувања на срцето, ние ги викаме изолирани екстрасистоли, односно екстра контракција на срцето. Тие, доколку се во мал процент, нема потреба да се лекуваат, може со магнезиум само да се купираат. Значи, некои минерали може да помогнат во намалувањето на тие аритмични напади? Да, магнезиумот е пообично тој кој што секогаш ни е добре дојден во лекување на некои побенигни прескокнувања или некој синус тахикардија. Потоа спаѓа една голема група на лекови кои што се антиаритмици, кои се користат во лекувањето на аритмите. Значи, прво зависи кој тип на аритмија и врз основа на тоа, дали е со тесен, дали е со широк ерес, зборуваме за тахикардиите, дали е со правилен, дали е со неправилен ритам и тогаш се одлучуваме кон некој од антиаритмичните лекови. Се зависи од тој пациентот, дали има и структурно заболување на срцето, дали има коронарна болест, дали има срцева слабост. Дали овие антиаритмици ја лекуваат причината поради која што дошло до аритмија или само го намалуваат бројот на аритмичните напади? Не, тие ја лекуваат причината, односно ја лекуваат аритмијата. Сега тоа може да биде привремено, може да биде долготрајно, се зависи од типот на тахикардијата. Доколку се овие суправентрикуларните, тие обично што веднаш се јават, тие ќе се јават повторно. Само прашање на време кога ќе има некој причинител што ќе испровоцира. Користењето на лековите тука е да тие тахикардии се јавуваат што поретко и да траат што пократко. Важно ли е да се издозира правилно лекот, поспротивно може ли да предизвика проблеми од друг тип? Да, значи важно е titrирање на лекот, да се дојде до некоја се почнува од помала, се иде кон оптималната доза, бидејќи од друга страна тие се го намалуваат пулсот, пак не смееме од една да отидеме во друга крајност.
Тоа е, значи, едно несакан ефект, а плюс тоа овие антиаритмици, колку и да е парадоксално, самите се проаритмици можат да стимулираат аритмија. Така да кардиолози би требало да го препишат антиаритмикот, треба да се знае точно која е дијагнозата, да му се објасни на пациентот колку е сериозен лекот, дека треба да се внимава на пулсот и кога се дома, да знаат, нели, обично овие апаратчиња што се за мерење на притисок, но последно време дигиталните тие покрај притисокот го мерат и пулсот. Така да тоа многу им помага на пациентите кога примаат антиаритмична терапија, свесни се за тоа, исто време да си го мерат и пулсот. И пулсот. Имаме гледачко што малку почека, јас ќе се извинам. Добар ден за него. Добар ден, среќен ден на сите во студиото. Ви благодарам, убав ден и на вас. Благодарам. Едно прашање за докторката. Јас имам аритмија, а имам и хернија, каскада на желудникот. Добро. Пулсот ми оди до 115, 111, насабеле кој ќе станам, пулсот ми е добар, али ме буди, аритмијата ме буди наутро около 5 сат. Срцето ми убрзано лупа и целата ќе се препотам. Малку сум пунечка, слабо се движам, на 68 години сум. Кога идам на интернист, ми вели дека е добар пулсот и срцето. Ама после доруче, кога ќе доручкувам, ќе го измерам притисокот, имам сендоапарат и пулсот ми оди многу високо и јас се плашам. Пијам блоксан, пијам магнезиум, преку ден немам ништо. И јадам, одам, се движам после јадење, преку ден немам, добар ми е. До 70 и нешто, така ќе дојде 68. Навечер пак ќе испијам четврт. Насабеле пак ќе ме дигне од пиење. Ќе го проверам, пулсот ми е добар, а мене аритмијата ми лупа. Сега јас мислам дека тоа повеќе ќе биде од каскадата, него од нешто од некој заболување, да ми каже докторката дали од тоа нешто се плаша. Добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Голем поздрав. Поздрав и до вас, пријатно. Повелете, докторке. Јас колку што сватив, пациентката има побрз пулс во утринските часови. Така, колку што разбрав, има аритмија, но исто така има хернија на желудникот. И тоа го потенцираше. Да. Килата на желудникот и особено стомачната дебелина се една од причинителите на забрзана срцева работа. Може да бидат екстрасистоли, прескокнување на срцето или може да биде дури и тахикардија. Килата на желудникот исто така знае да смета и да испровоцира и да направи прескокнување на срцето. Мој совет до гледачката е да си направи ехо на срцето, да видиме дали има некакви проблеми на срцето и обавезно слабење, односно редукција на телесната тежина, бидејќи самиот стомак притиска на диафрагмата на срцето и тука веќе имаме стимулација на срцето и забрзување на неговата работа. Докторке, им дават обично совет на оние со хернија на желудникот да не спијат навечер на левата страна, туку на десната. Има ефект? Па може да има некој мал ефект, меѓутоа повеќе ефект има кога да не вечерат доцна, да има 2 часа најмалку помеѓу вечерата и легнувањето, да биде лесна вечерата и после вечера да цело време да се во седната позиција од прилика некои 40 минути. Тоа е за да го лесниме спуштањето на храната, за да му лесниме на желудникот и на тој начин да не испровоцираме тахикардија на срцето. Уште еден гледач очекува да се вклучи во Телма амбуланта. Добар ден за него. Добар ден до студиото на Телма. Поздрав и за докторката. Имам едно прашање. Повелете. Станува збор за 46 годишна жена. Имаме појава на привремена тахикардија, значи на почеток до 150 и 160 од кутаи, што трае кратко, а покасно и до 200. И со подолго време трање, да речем околу 30-40 секунди. Направено е преглед и прво има верапамил од 80 мг, а покасно 2 пати на ден, утро вечер верапамил од 40. Која би можела да биде етиологијата, причината? Причината. Добро, ви благодарам за прашањето. Докторке,
Само ако може да прашам колку години има господјата? 46 години. Да, се работи за млада жена. Овој пулс 150 до 200, предпоставувам дека се работи за суправентрикуларна тахикардија. Потребно е, значи, тука диагностика, сериозна диагностика, да видиме ЕКГ холтер, доколку има потреби и електрофизиолошка студија да се направи и да се диагностицира. Најчесто се тоа генетски. Во оваа возраст сепак спаѓа она во помладата група, меѓутоа треба да дојде да видиме прво за кој тип на тахикардија станува збор и обавезно ехо на срцето име да нема некоја вродена или стекната срцева мана. Докторке, кому препорачувате од оние пациенти што имаат аритми да биде поставен пейсмейкер? Тие кои што се со бавен пулс. Значи, пулсот треба да биде под 50, треба да биде симптоматска синус брадикардија, ние ја викаме. Значи, оцина атриалниот чвор излегува импулсот, меѓутоа бавно се движи по електричните патишта и бавно го ја пренесува електричната активност на атриовентрикуларниот чвор и понатаму на хис и пуркење, така да тука тоа е една од симптомите. Второ, имаме сиксинус синдром, кога срцето или е бавно, или е брзо, значи час е бавно, час е брзо, тога не може ни со лекови тука да се делува, бидејќи ако даете антиаритмици, ќе забави уште повеќе срцевата фреквенција, тоа е склон кон бавна срцева работа. Потоа паузи, значи во срцето кои што се долги или атриовентрикуларни блокови, втори, трет степен. Тоа се индикации за имплантација на пейсмейкер. А доколку не се третира овој проблем со аритмијата, може ли да настрада срцевиот мускул? Може ли да се јават некои болести уште посериозни на срцето? Да, значи со аритмиите се сериозен, може да бидат сериозен проблем. Тие може и животот да се загуби, така да секогаш треба да се знае што точно аритмија. Доколку е тахикардија, може да настане губиток на свеста, доколку е брадикардија, исто така може да настане губиток на свеста. А доколку болеста, докторке, се третира, може ли со години нормално да се живее и покрај тоа што пациентот има аритмија? Да, може со доколку се третира и биде под контрола, да, може долги години да се живее. Има една заболување, се вика кардиомиопатија, предизвикана од тахикардија. Доколку срцевата фреквенција е над 120 подолго од 10 дена, веќе се зголемува ризикот од кардиомиопатија индюс тахикардија, значи кардиомиопатија предизвикана од тахикардија. И за жал, пациентите долго време не пијат лекови, долго време не се контролираат и потоа доаѓаат во една срцева слабост. Што е битно? Битно е да фреквенцијата се намали да биде под 100 во минута. Штом се намали под 100 во минута, може да делуваат веќе лековите за срцевата слабост и постепено да се стабилизира пациентот. Јас ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта и за исцрпните појаснувања кои што ги дадовте за аритмиите на срцето. Благодарам за поканата. Почитувани доцент доктор Милка Клинчева, специјалист по интерна медицина, субспецијалист по кардиологија во Жан Митрев клиник, беше наша денешна гостинка. Гледајте не секој работен ден на Телма во 13:45, кога зборуваме за начините како да бидеме и останеме здрави. Имајте пријатен ден.